Добар ден, вести во 10 часот на македонската телевизија. Вице-премиерот за економски прашања Битики вели дека носењето на законот за забрана на нефер трговски практики ќе има стабилизирање на малопродажниот цени. Да се биде дел од јавниот сервис и да се учи од најдобрите е чест и привилегија, а знаењето и искуството подоцна се пренесува на новите генерации уште поголема одговорност и доживување. Новите студија на телевизијата и технологијата со која што функционира секојдневно беа предизвик за учениците од новинарскиот клуб, млади креативци од основното општинско училиште Александар Македонски од општина Аеродром. Тие беа гости во македонската радиотелевизија и одблизу се запознаа со нашата работа. Ова идеја ми дојде кога наставничката по македонски во нашето училиште основна новинарски клуб. На првиот состан го смисливме нашето име. Сега вака личи интересно и лесно се сваќаат работите кои што ги читаме, работите кои што ги правиме, кои што ги споделуваме на нашата страна. Видов пред училницата на македонски дека имаше секој четврток или петок новинарска секција и после реков како нешто ќе пробам и после приметив дека стварно наоѓам интерес во тоа што го правим во новинарската, во снимањето, едитирањето, и монтирањето и се тоа. Искуството покажува дека во ваквите часови, конкретно за медиумската писменост, се многу интересни за учениците. Меѓутоа, потребно е време да одвоиме и ние наставниците, а секако и учениците. Не сакам тоа да биде наметнато, сакам да биде тоа слободна активност, конкретно новинарството, новинарскиот клуб, како и правењето на весникот. Наназад пред една година дена, кога не постоеше новинарскиот клуб, имаме ние училишен весник, конкретно и јас самата ја ажурирав и страницата, Facebook страната на училиштето. Меѓутоа, поинтересни им се овие сега нови содржини, оно што го нуди и социјалните мрежи, таму не се младите, па затоа и се насочивме. И конкретно и се обидуваме на часовите кои што се наменети за медиумска писменост да ги насочиме, да дадеме упатства, насоки, што е правилно, што не е правилно. Верувате дека и јас се учам заедно со нив. Млади и креативни едни сонуваат да бидат новинари, презентери, некои сниматели или камермани, но и монтажири на големи филмови. Сепак акцентот и овој пат го ставаме на негување и почитување на мајчиниот јазик, кој со особена љубов им го пренесува нивната наставничка по македонски јазик и одговорна за креативните млади и надежни новинари. На што го работам на часовите, гледаме да биде тоа преку некои различни активности, преку пораки, вакви денови кои што ги обележуваме, ни доаѓа питима и денот на мајчиниот јазик, нашиот на македонскиот јазик, така што се трудиме. Ги коригирам, а и самите им велам да ги забележуваат и да ги ловат грешките, дури на оние кои што се на телевизиските екрани. Да се гледам како дел од македонската телевизија, бидејќи јас стварно наоѓам интерес во снимањето и монтирањето. Па искрено е прекрасно, имав чест да читам вести и многу ми се доволна. Се гледам можеби тука, можеби како глумица, но можеби како адвокатка. Најпрвен ме мотивира мојата тетка и мојата војна. Тетка ми е презентерка, војна ми е новинарка. Па потоа самата наставничка која што ни помогна многу да се запознаеме со најпрвен со македонскиот јазик, а потоа со новинарството. Новинарската професија не е лесна. Треба време и искуство да се стекне до вербата кај гледачот. И се разбира, како и во секоја професија, секој ден се учи по нешто ново. Повеќе сакаат да бидат позади камерите, ретко кои се осмелува да застане, меѓутоа покажуваат интерес. Еве да кажам, од вкупно 15 на кои што се членови на новинарскиот клуб, некаде 3 до 4 се осмелуваат да застанат, а останатите повеќе им е интересно едитирањето, монтирањето, на што и сами верувам дека секој ден ученик тоа го знае, мислам секој дете. Тешко е, враќаме неколку пати, јас се тргам настрана, знаете како трема имаат и од мене, меѓутоа задоволна сум што кога ќе им поставам рок, ако треба да завршиме нешто денес, се завршува. Да, многу сум горда на нив. Секоја генерација си има свое, меѓутоа се млади, креативни, треба да го искористиме тој ентузијазам што го имаат и енергијата и да канализираме во едни вакви позитивни работи. Мислев дека не е толку овие зелени екрани ми го прават чудното. Не знаев дека се всушност со вештачката интелигенција. Ако продолжам вака со новинарството и да чекорам по патот на војна ми тетка ми сигурно.
Учениците се запознаа со улогата на медиумите во општеството, нивното функционирање и начинот на подготовка на информативните содржини, како дел од медиумската писменост.